дојде некој да копа, да мери, да дроби таму, мора првен да достави барање. Односно, барање за добивање на еколошка дозвола и се препорачува барањето да биде доставено до овластен инспектор за животна средина. Одговорното лице овластениот инспектор заедно вршат увид на локацијата на која е или ќе се најави инсталацијата заради утврдување на фактичката состојба и заради проверка на наведеното по барањето. Дали имаме поднесено барање ние за добивање на еколошка дозвола? Дали овластен инспектор од општина Битола таму проверува? Ако имаме поднесено барање, каде се парите во општината Битола за поднесено барање за добивање на еколошка дозвола? Ако имаме поднесено барање за добивање на интегрална еколошка дозвола на некој кој што сака да стопанисува во со каменоломот, зошто не е известена јавноста? Исто така, според Законот за заштита на животна средина, во рок од 60 дена по поднесувањето на барањето за добивање на еколошка дозвола, операторот, фирмата која што стопанисува горе мора да биде известена дали го добива или не го добива. Колку време ние имаме горе каде што работи операторот, и што колку време ќе испитува? Значи тоа се работи кои што на вистина фрлаат сомнеш за искреноста, за заштита на животната средина во општина Битола од страна на власта.